Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно отворено студио на телеканал А1. Како што веќе добро знаете, секој работен ден по завршувањето на Централниот дневник во 16:30 следуваат минути на кои посветуваме внимание на интересни пред се актуелни теми. Така ќе биде и денес, па верувам дека ќе го задржиме вашето внимание. Моја и ваша денешна гостинка е госпоѓа Адријана Стојановска, државен советник во Министерството за локална самоуправа. Добар ден и добре дојдовте во телеканал А1. Добар ден и добро ве најдов и благодарам за поканата. И благодарам за прифатената покана. Во најавата кажа дека зборуваме секој пат во отворените студија за интересни и актуелни теми, така ќе биде и денес. Ке зборуваме нешто повеќе за соработката која што Министерството за локална самоуправа има со општините, како и сите оние проекти кои што се досега реализирани и оние што ќе се реализираат со искористување на средства од Министерството и од ИПА програмата. Ајде за оваа година да започнеме. Стартувавме 2017 година. Кажете нешто повеќе за програмата, за плановите, за тоа колку средства се издвоени за проекти за оваа година, кои што ќе можат општините да ги користат. Министерството за локална самоуправа е одговорно за сите програми за прекогранична соработка со земјите соседи, кои што се реализираат преку финансискиот инструмент ИПА. Она што е важно за граѓаните на ова подречје, на овој регион е програмата за прекогранична соработка на Република Македонија со Република Бугарија и програмата за прекогранична соработка на Република Македонија со Република Грција. За тоа би сакала, да споделам информации во однос на како се одвиваат активностите во однос на овие две програми, бидејќи тоа е нешто што е во интерес на граѓаните и на потенцијалните апликанти кои што не следат. Програмите веќе се во втор програмски период, првиот програмски период 2007-2013, програмите за прекогранична завршија, се имплементираа успешно, сега е вториот програмски период, новата програма за прекогранична соработка помеѓу Македонија и Бугарија веќе го имаше својот прв повик и тој беше објавен во текот на 2016 година. За првиот повик беа алоцирани финансиски средства во вкупен износ од 7 милиони 240 и нешто илјади евра и потенцијалните апликанти имаа можност да ги повлечат со тематски проекти од областа на развојот на туризмот, областа на животната средина, развојот на конкурентноста и бизнис средината, по тие три приоритетни оски од програмата. На наше големо задоволство можам да кажам дека имаше голем број предложени проекти, издржани, конкурентни проекти и сите средства кои што беа на располагање во рамки на првиот повик се абсорбирани и од неодамна се склучени и договорите за оние проекти кои што ќе бидат реализирани. Следен повик очекуваме да биде објавен до крајот на 2007 година, но се уште финансиската конструкција за тој повик, за вториот, односно колку средства ќе бидат алоцирани, се уште во фаза на преговори и не се знае точно, затоа не можеме да споделиме сега во овој момент таква информација. Додека програмата за прекогранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Грција исто така имаше лансирано прв повик за проектни предлози во 2016 година. Финансиска алокација за тој повик беше нешто над 20 милиони евра и беа наменети за тематски проекти од областа на животната средина и развојот на локалната економија. Така што овој повик, односно проектните предлози од овој повик се уште се во фаза на евалуација. Ние очекуваме за брзо време да бидат истакнати ранг листите и да се одреди кои проекти ќе бидат финансирани во рамки на овој повик. Тоа е, да речам,
сумарно за програмите кои се во интерес за југоисточниот плански регион, источниот плански регион и слично, значи за ова подрачје кои што активности веќе се спроведени или се во тек, а се однесуваат од средства од Европската унија, односно преку предпристапниот финансиски инструмент ИПА. Може да кажеме дека преку Министерството за локална самоуправа исто така од националниот буџет се имплементира и програмата за рамномерен регионален развој, преку која што програма се финансираат регионални проекти, проекти за развој на села и проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби. Во рамки на 2016 година беа обезбедени нешто над 250 милиони денари, а додека за оваа година се обезбедени нешто над 177 милиони денари. Значи, накратко, тоа би било она што се работеше во минатата година и тоа што ќе се работи, ќе се продолжи во 2017 година како од аспект на проекти. Така. Начнавте малку, меѓутоа еве пак би ве запрашала како сте задоволни од искористеноста на овие средства и од воопшто од интересот и вклученоста на општините. Знаете, секогаш може подобро, се додека не се искористат во 100% финансиските средства кои што се на располагање, секогаш амбицијата е дека нели може подобро, но мора да бидеме реални и да кажеме, бидејќи еден програмски период веќе завршивме 2007-2013, аналитиките се направени и тие зборуваат за навистина добри резултати кога станува збор за искористеност на финансиските средства. Во изминатиот програмски период таа била 80%, значи за втората компонента од ИПА, односно програмите за прекугранична соработка. Така што, значи, иако тој период беше, морам да кажам за потенцијалните апликанти, доста напорен, макотрпен, бидејќи беше истовремено и период на учење на нови правила, начин на аплицирање и слично, и ние го третираме и како еден период на административна вежба на потенцијалните апликанти, односно на апликантите, за да ги научат правилата со кои што и во иднина ќе се соочуваат и кога ќе дојде ред да повлекуваат и уште поголеми финансиски средства од рамки на структурните фондови од Европската унија и така натака. Значи, низ бројка изразено, тоа значи дека во изминатиот програмски период 2007-2013 година се контрактирани нешто над 53 милиони евра по сите програми за прекугранична соработка, односно 223 проекти, мислам дека беше целокупната бројка во рамки на сите програми од прекугранична соработка. Тоа представам, таа бројка е добар индикатор. Добар индикатор со оглед на тоа дека, ви кажав, правилата за аплицирање се доста деликатни, значи апликантите сигурно се соочија со многу предизвици, но централната власт преку Министерството за локална самоуправа континуирано, значи во целиот процес ги следеше преку обуки, информативни денови и разни други мотивирачки импулси, национално кофинансирање и слично, ќе зборуваме подоцна, и сите тие заедно, да речам, сплет на активности кои што ги спроведе, допринесе да апликантите можат да се фокусираат, да изградат своји капацитети, кои што и понатака ќе бидат кадарни, да кажам, да подготвуваат издржани и одржливи и конкурентни проекти во рамки на овие и сите други програми кои што во иднина ќе стојат на располагање. Да се фокусираме малце на проектите, нели целта е да има прекуграничен импакт, да се подобрат економските, социјалните и воопшто секакви услови за живот на граѓаните. Каков е фидбекот досега, дали може би има некоја конкретна област на која што најмногу се прават проекти? Споменавте животна средина, инфраструктура генерално, барем на југоистокот тие се областите во кои што се најзаинтересирани. Знаете, секоја програма во рамки на програмирањето
засегнатите страни од двете земји, да речеме бидејќи ова се прекогранични програми, секогаш ги утврдуваат темите на интерес. Значи тоа е нешто што го засега конкретниот прекограничен регион. Најчесто е тоа животната средина, развојот на туризмот, онаму каде што е такво подрачјето, одржливиот развој, развојот на бизнис средината и слично. Значи во секоја програма се утврдуваат тие приоритетни оски и понатака се рефлектираат низ повиците. Секој повик одредува на која приоритетна оска ќе бидат конкретните, ќе бидат темите за кои што ќе може да се предложат проекти. Прашањето ви беше повеќе за визибилноста на проектите, ако добро ве разбрав. Видете, резултатите и одржливоста на проектите е еден елемент на ИПА инструментот и поентата е да средствата кои што се на располагање и кои се доделуваат да направат некаков подобар амбиент во средината во која што проектот ќе се реализира. Значи, интерес е и на Европската унија и на Република Македонија со овие проекти да се подобрат квалитетот на живот на граѓаните во пограничниот регион и да се развие меѓусебната доверба помеѓу државите соседи. Прекограничниот импакт, односно влијание, е императив во овие програми. Значи, еден проект, во процесот на аплицирање, ако не успее да го докаже прекограничното влијание со спроведувањето на проектот, тој не може да добие. Така што императив е прекограничниот импакт. Најдобро би било да споделам некои информации за веќе реализирани проекти, за да стане по-јасно за граѓаните, значи што може да очекуваат они од ваквите проекти. Еме да се фокусираме на програмата за прекогранична соработка со Грција и Бугарија, бидејќи нели во овој регион апликантите учествувале во тие две програми. Да речеме, преку програмата за прекогранична соработка Македонија-Грција во изминатиот период југоисточниот плански регион има реализирано проект за утврдување на можностите за подобрување на патната мрежа во руралниот прекограничен регион, предел од прилика, и во рамки на овој проект има изработено студија за можностите, а има изработено и цела техничка документација за еден локален пат Ѓавато-Грчиште, значи во рамки на овој плански регион. Понатака, во рамки на програмата за прекогранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија е добро познатиот проект во општина Василево изградената детска градинка. Понатаму североисточниот плански регион, кој што исто учествува во програмата Македонија-Бугарија, имаше исто успешен проект за мрежа на инклузивни училишта, прекогранична мрежа на инклузивни училишта. Преку тој проект се направија инфраструктурни зафати, реконструкции во 7 основни училишта во насока на подобрување на условите за дечињата со посебни потреби. Исто така се спроведува обуки на наставниот кадар, со кои што обуки тие се информира и се обучија за модерните техники за тоа како да се справуваат и да им помагаат на дечињата со посебни потреби. Не знам, во источниот плански регион, да речеме, беше забележан еден проект за изградба на мултимедијален центар Креатива. Беше изграден и опремен мултимедијалниот центар. Понатака беше направен кластер за креативни индустрии во кои што членуваат членки и од двата погранични региони, сакам да кажам од двете држави. Така да, од прилика, тоа се проектите кои што, значи,
Јас разбирам дека граѓаните сакаат да видат визибилност и да почувствуваат некаков ефект и токму заради тоа и токму само во тој момент ние можеме да бидеме сигурни дека сме ја оствариле целта. Заради тоа значи се прават аналитики, се ценат и потребите на местното население, кои се приоритетни проекти за нив што би требало да се имплементираат и понатамо таквите се аплицираат и добиваат финансиски средства. Да се остануваме повторно на проектите. Кажавте дека има интерес, меѓутоа има ли некои механизми кои што вие ги применувате како да се мотивираат повеќе институциите, не само општините, туку и центрите за регионални развој, да пронајдат подобра идеја, да ги препознаат подобро барањата на жителите, бидејќи претпоставам да се добијат средства, еве конкретно од Европската унија, треба проектите да се доста издржани. Да, видете, пред се, за да имаат идеја, потенцијалните апликанти, без разлика дали се тоа општините или се невладени организации или се јавни институции, не знам, научно-образовни градинки и сите што се подобни да аплицираат на овие програми, јас верувам дека прават своји аналитики во рамки на својата таргет група, да речам, ги знаат потребите и знаат што е тоа што им треба на граѓаните и што е тоа што кога ќе се заврши, ќе го има вистински ефектот и ќе предизвика задоволство на граѓаните. Значи, од една страна тие ги детектираат приоритетите на граѓаните, а пак од друга страна централната власт спроведува мерки и активности преку кои што го потпомага целиот овој процес за да на крај имаме конкурентни проекти. Што тоа значи? Многу позитивен и мотивирачки импулс кој што централната власт го применува во рамки конкретно значи за прекуграничната соработка за овие програми е тоа што обезбедува национално кофинансирање во износ од 15% значи за проектите, што значи дека услов е 15% кофинансирање да се обезбеди. Многу е голема предноста на потенцијалните апликанти што они не се обременуваат со овој предизвик, туку за нивно име и на нивна сметка тоа го прави државата. Значи, без разлика дали проектот е од општина или од невладена организација, националното кофинансирање го обезбедува државата во износ од 15% од државниот буџет. Значи, тоа е еден, да речам, најпозитивен импулс во целиот овој процес. Исто така, континуирано се спроведуваат обуки, се спроведуваат средби за размена на искуства. Значи, правило е при секој објавен јавен повик за проектни предлози за програмите за прекугранична соработка, Министерството за локална самоуправа заедно со заедничките технички секретаријати спроведуваат инфо денови на кои што се среќаваат потенцијалните апликанти. Од самиот почеток им се објаснуваат условите кои што се потребни, им се објаснуваат правилата, им се помага во пронаоѓањето на потенцијални партнери од другата страна и целиот тој процес на транспарентност и заедничка соработка прави да на крај потенцијалните апликанти кои што ќе се одлучат и ќе најдат партнери, ќе се одлучат да аплицираат, да ги имаат сите информации и да ги направат проектите онака како што е потребно. Бидејќи веќе поминавме еден период од 2007 до 2013, каде што веќе спроведовме програми за прекугранична соработка и самите апликанти веќе навлегоа во овој процес и сега веќе, ако претходно обуките биле потеоретски, сега веќе и самите можат да ги споделат искуствата и со позитивни примери и пракси да раскажат како да се надминат некои предизвици или слабости. Кажав, има интересот од наша страна. Каква е отвореноста за соработка од другата страна на границата, без разлика дали станува збор за Бугарија, Грција? Да, дефинитивно, знаете,
граѓаните кои што се наоѓаат во прекограничните региони, а верувам дека тоа е и секаде така, секој првенствено си е засегнат од секојдневните услови за живење. И самите гледаат и знаат на каков начин може и самите граѓани да учествуваат во процесот на подобрување на условите за живење и ги препознаваат ваквите импулси, значи ваквите проекти. Исто и потенцијалните апликанти од двете погранични области. Соработката е на едно многу високо ниво, значи без разлика дали станува збор за со Република Грција или Албанија или Косово или Македонија, кога е во прашање програмите за прекогранична соработка, финансиските средства, секогаш постои и огромна соработка и ми се чини и повеќе финансиски средства да има на располагање, тие ќе најдат начин и ќе подготват проекти за да ги повлечат и тие. Значи тоа зборува за еден, како да кажам, однос на доверба помеѓу двете страни, соседни земји, кои што веруваат луѓето, значи дека само заедно може да направат подобри услови за живење, кои што ќе имаат импакт на целиот регион. Споменавте поддршката од владата, од национално ниво. Сметате ли дека е можен локален развој без една таква поддршка од централната власт? Знаете, значи локалниот развој е дел од интегрираниот развој во државата, значи не може ние да ги гледаме тие две работи како одвоено. Локалниот развој е детерминиран од ресурсите и потенцијалите на локално ниво, секако, но исто така е детерминиран и од мерките кои што централната власт ќе ги превземе. Ние знаеме, значи, владата на Република Македонија со своите мерки за, поттикнување на вработувањата, преку странски инвестиции, подобрување на сообраќајната инфраструктура, образовната инфраструктура, сето тоа има импакт врз животот на граѓаните. Значи, така што политиките на локално и на централно ниво кога се кохерентни, го даваат најдобриот ефект. Кога програмите на централно и локално ниво се во една иста линија, даваат најголеми резултати на терен, а тоа се подобрени услови за живот на граѓаните. Успешна локална самоуправа, силна локална самоуправа е успех и на централната власт. Значи, од процесот на децентрализација, кога почнал до денес, да речеме од 2005 до во изминатиот период, да речеме од 10 години, аналитиките што се прават покажува една голема поддршка на централната власт во однос на локалната самоуправа. Значи, за 5 пати се зголемени вкупните приходи на општините. Понатака, даночните приходи врз кои што локалната самоуправа има автономија за наплата се зголемени за повеќе од 2 пати. Владата постојано креира и спроведува мерки и активности кои што значат зајакнување на финансиската стабилност на локалната самоуправа, бидејќи факт е дека тоа е поле на кое што се уште може да се работи, има простор. Значи, да речам, во периодот од 2016-2018 година се предвидени и се спроведуваат мерки за зголемување на дополнителните приходи на општините, преку дотацијата на ДДВ, преку закуп на земјоделско земјиште во сопственост на државата, преку концесија на водните ресурси и слично. Значи, се наоѓаат начини секогаш да се работи на тоа да се зајакне финансиската стабилност на општините. Значи, тоа е еден долгорочен процес, тоа не може да се случи преку ноќ, но факт е, мора да се потврди позитивниот тренд кој што владата во изминатите 10 години го имаше во оваа насока. Зборуваме за успешни проекти и убави резултати, меѓутоа морам да ве прашам тука дали можеби
има некои проблеми со кои најчесто се соочувате во однос на соработките со општините? Проблеми, сега, не би ги нарекла проблеми, тоа се предизвици кои што ги делиме заедно, и како локална и како централна власт. Дефинитивно тоа се финансиите. Секогаш потребите се поголеми од она што стои на располагање, нели, како финансиски средства, но државата, односно владата се обидува преку разни програми да ги задоволи потребите на граѓаните и да ги реализира приоритетните проекти. Јас и претходно ја споменав една таква, да речеме, програма е програмата за рамномерен регионален развој преку Министерството за локална самоуправа. Во рамки на оваа програма се спроведуваат регионални проекти, проекти за развој на села, проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби. Овде се работи за исклучително инфраструктурни проекти во најголем дел. Тоа се проекти во кои што граѓаните на најголем ефект чувствуваат. Секогаш може, нели, повеќе, но на ниво на централна власт и од други министерства се одвојуваат програми за поддршка на локалната самоуправа. Морам да кажам дека и кога се работи за испорачување на услугите кон граѓаните, за, како да кажам, можноста и напорот да тие бидат поекономични, општините на располагање за таа целпа имаат еден инструмент кој што им се нуди, тоа е меѓуопштинската соработка. Значи, владата донесе закона и со кој што е уредено дека може и финансиски да ја поттикнува и поддржува меѓуопштинската соработка, и го прави тоа во изминатиот период, дека општините го препознаа овој инструмент како нешто кое што навистина им помага за нивната цел да испорачаат квалитетна услуга, говори и фактот дека во изминатиот период околу 80% од општините пристапиле кон користење на оваа алатка, на меѓуопштинска соработка. Најчесто меѓуопштинската соработка ја прават во областа на социјалната сфера или наплатата на даноци или комуналната сфера. Што значи тоа? Значи со помалку финансиски средства и со помалку човечки кадар да испорачаат квалитетна услуга на територија на 2, 3 или повеќе општини, се во зависност од тоа како ќе склучат. Значи, и ова е еден импулс кој што централната власт го поддржува, за да општините можат полесно и поекономично, а поквалитетно да ја остварат својата услуга. И за да го заокружиме разговорот, што ќе биде приоритет за вас за 2017 година? Посебни предизвици, може би, зборувавме во делот на искористување на средствата од програмите, развојот на општините. Приоритет за Министерството за локална самоуправа е рамномерниот регионален развој. Тоа е политика која што ја спроведуваме од 2009 година навака, и секако локалниот економски развој. Значи, преку подготовката на програми и проекти се обидуваме да ги детектираме приоритетните потреби и да помогнеме заедно со општините да се спроведат проектите кои што се важни за граѓаните. Исто така, Министерството за локална самоуправа континуирано го следи процесот на децентрализација, односно веќе ако земеме дека децентрализацијата како таква е завршена, сега е процесот на развој на локалната самоуправа. Постојано се прават аналитики, истражувања, се проценува во кое поле на општините им е потребен особена помош или поттик, и
Понатака тоа се преточува преку ресорните програми за да тие слабости кои што биле утврдени да можат да се надминат. Финансиската стабилност на општините е секогаш предизвик за централната власт, како што и веќе кажав, со одредени мерки и активности кои што на годишно ниво во програмите на соодветните министерства се зацртани, се спроведуваат и на тој начин мислам дека со еден систем таков на комплементарни мерки ќе може да успееме да направиме локалната самоуправа финансиски постабилна, појака, бидејќи само како таква ќе биде успешна и тоа е успех за централната власт, како што кажа. Јас тука ќе ви се заблагодарам за гостувањето, за разговорот и за споделените информации. Верувам дека ќе имаме можност повторно да разговараме, еве конкретно за Југоистокот, за успешни проекти за развој на општините, барем тука на Југоистокот. Ви благодарам на поканата. И вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на телеканал А1. Пријатно!